63-годишниот штипјанец Чедомир Петров веќе 6 месеци во сите 24 часа живее во страв. Него животно го тормозат маскирани разбойници кои веќе неколку пати го ограбуваат и сериозно заплашуваат. Тоа синоќ околу 6:30 саато пред 7 беше јас на кафе кај комшиите, тука помогнам му нешто за гаражата, прави една шупа и дојде легна си, не сум добар со здравјето. Покри се и само што се покри нема 10 минути и некој дојде на вратата со песници бам 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 бам. И питам кој не се јавува. И вика отваре. Ја викам на полиција, викам да се одите. Не, вика ќе скршиме вратата, вика. И тај ја го речитувам, звонам на полиција, ја звони на полиција, едењо избега, право избега одма, осети се дека трча. А другиот остана, викам ја сега ќе земам секирата, звони на полицијата вика одма тргаме. И стварно дојдува после 10 минути, 15. Звони на комшијата и комшијата дојде таму. И вај вториот вика сега ќе ти ја гледа се во ногата на воа, кај удари на врат. Со нога ја калта. И ја скрши вратата, гурна ја нож еден зима, ја го лебарски нож. Зима го вај ножно полека. Зима го ножо излезе. И ја кој излезе со ножо, и он преко ваа страна да бега, ако он стоеше, јас не бираше, кажувам ти отворено. Или он или јас. За овие 6 месеци Чедомир не знае како воопшто преживеал, бидејќи разбойниците му ги зеле сите пари, лични документи и некои поважни работи. Не е прв пат, порано пред месец дена и нешто упадна, ама вратата беше отворена, отклучена. И право лезеа лежеше, он ми зима новченико, зима ми телефоно, зима ми бунда полицајска, столе ми ја даде поклон. Столе полицајецо, зима ми бундата, обрнаа наопако, зима ми новченико документите, телефони ми крадеа 2, картица од банкомат, новченико, личната карта, се тоа. Иако досега на сите начини се трудел душманите да ги препознае, Чедомир не успеал, иако полицијата му понудила и фотографии на потенцијалните насилници. Ова неговиот страв го прави уште поголем, зашто вели дека не знае всушност од кого да се брани. Претња имам. Стално ми претат. И сега јас, например, не смеам да излезам у градо. За било нешто работа, да не смеам да излезам. Треба сега да се пазам или да носам некое ладно оружје, а не го познавам убаво. Може, не да Боже да се деси да утепаш некој погрешен човек. Не знам кој е баш точно. У темното носеше ќулавка. По пријава од страна на лицето Чедомир Петров, СВР Штип ги презеде сите неопходни активности за утврдување на фактичката состојба и откривање на сторителите. Направен е увид и надлежните екипи работат на случајот. Велат од СВР Штип. Преплашениот штипјанец кој сам живее во населбата станица нетрпеливо очекува насилниците да бидат откриени. Доколку агонијата му продолжи, вели дека заштита ќе бара и од Министерството во Скопје, пред кое е подготвен да остане и подолго.